На 12 мај се случи голем пожар на мостот Беласица. Клучна сообраќајна артерија меѓу двата дела на Скопје што ги дели и реката Вардар. Мостот беше веднаш затворен се додека не се истражи дали е безбеден и ако не, што треба да се направи за да се поправи. На 20 мај градската власт соопшти дека избрала фирма што веќе прави експертиза. Експертизата што ќе направиме не би смело да биде повеќе од 20 на дена, но она ќе покаже дали нема да треба, ќе треба некоја можеби минимална санација. Помина не 20, туку 30 дена, а анализата не е готова. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цевки. А иако експертизата се соочува со предизвик, градоначалничката Данела Арсовска викендов веќе отиде чекор понатаму. Прелиминарно оно кое што ќе го добиеме веќе утре, мене денеска ми јавија утре не во понеделник, денеска веќе ми јавија дека се готови со сите испитувања кои што се направени, е дека она кое што го имаме на мостот е практично нешто кое што ќе се санира многу брзо и многу едноставно и ние сметам дека веќе од нареднава недела можеме да го пуштиме во употреба и движењето. Веднаш по оваа изјава, Гаревски негираше дека извештајот ќе го поднесе денеска и дека мостот набрзо ќе биде во употреба. Па докаде се навистина анализите и кога Беласица повторно ќе ги врзува двата брега на Вардар? Движењето по мостот Беласица и понатаму е забрането, но таму повеќе ги нема полицајците кои ги одвраќаа граѓаните од намерата да поминат по него. Само декор се регјосаните железни огради и бетонски плочи, бидејќи скопјани, кој пеш, кој со велосипед или мотор, безгрижно се движат по мостот. Гледам, луѓе поминуваат константно. Безбеден ли е мостот за ја мислам, сосем е безбеден за пешаци, но не е сериозно и не можам да кажам се уште дали е безбеден и за возило, особено кога ќе во овие најпик часовите, кога практично целиот мост ќе има возила. Професорот и поранешен директор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, а сега директор на приватниот Институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени Михаил Гаревски, ја доби задачата од градот Скопје да изготви анализа со која ќе се утврдат штетите на мостот и поправките што евентуално би требало да се направат. Зошто доцни со извештајот откако самиот си постави рок од 20 дена за него? Наспроти тврдењата на градоначалничката Данела Арсовска дека извештајот ќе биде предаден денеска, Гаревски одговара: документот е при крај и ќе биде готов најдоцна до крајот на месецов, а причината, вели, се предизвиците на терен. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а тоа значи кога овие вагонетки ќе се оспособат да се движат, така да и ние ќе можеме да пристапиме таму, а они мора да си ги оспособат за да може да ги тргнат цевките. А и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цевките. Според професорот Гаревски, она што се уште им представува проблем нему и на неговиот тим е тешката достапност на дел од теренот, средината на мостот каде што всушност треба да се направат и најважните испитувања. Потребно е отстранување на цевките кои се наоѓаат под мостот, но СМ снабдување со топлина нема слух за барањата на експертите. И ме кажано уште пред 20 на дена дека мора да ги тргнат цевките за парно грејење, за да може да се направи во централниот дел и подобра инспекција, визуелна, а и да се земат соодветни склерометри и уште повеќе да може да се санира тоа што е неопходно. За разлика од Гаревски, токму функционерката што го најми, веќе го прогласи мостот за безбеден.
ќе треба да се направи некоја одредена санација која што се однесува практично на козметичко рефреширање на она кое што е отпаднато во делот на бетонот, Но во меѓутоа суштина не е сериозно во оштетен. суштина нема ништо кое што влијае нити на стабилноста, нити на сигурноста, нити на безбедноста и тоа оно кое што е најважно за нас. Поранешниот директор на ИЗИС признава дека за конечната оценка клучна е состојбата на затегнатите челични кабли, што се протегаат по должината на мостот и се задолжени за стабилност. Според Гаревски постојат дилеми дали тие се ослабнати од пожарот, но според визуелните испитувања, вели, засега делува дека немаат големо оштетување. Иако ги потенцира како клучен елемент, сепак вели дека за нив не може да се направат испитувања, спротивно на тврдењата на други експерти. Професорот Марков, Добро. кој што кажа дека ние немаме во земјава некоја лабораторија која што може да ги провери дали сајливе се попуштени или не, дека треба да се пратат во странство, па затоа прашувам дали... Видите, ја не знам на што мисли он. Ја 2-3 пати сум го слушнал, колку што ја знам, а имам погледано најмалку 50 на трудови, на ваков тип на преднапрегање, силата во каблите не може да се докаже по експериментален пат. Додека Гаревски вели дека испитувањата се можни само теоретски, а не во пракса. А градоначалничката Арсовска само што не тргнала да го пушти мостот, со диаметрално различен став е деканот на градежниот факултет при УКИМ, професорот Горан Марковски. Според него, има методи да се провери состојбата на сајлите, но тие може да се спроведат со помош на лаборатории што ги нема во земјава, а треба и време. Мостот не е играчка, па сега ние да се заиграме малце околу него и да измислуваме разни теории приказни и да се залажуваме или било што да донесуваме погрешни заклучоци. Постојат, тоа го тврдам од почетокот, постојат во странство институции, лаборатории кои што можат да утврдат со голема веројатност колкава температура е пристигната до каблите. Овие се составени од жици, се од постар тип. Марковски ја застапува оваа теза од првиот ден по пожарот, кога град Скопје првично се обрати за помош до градежниот факултет. Според професорот, токму резултатите за тоа дали и колку овие кабли се оштетени, би требало да ја дадат комплетната слика за тоа во која насока би се движеле работите, односно дали е потребна посериозна реконструкција на мостот или пак минорна. Додека не се направат овие испитувања, вели Марковски, не може целосно да се утврди дали мостот е безбеден или не. Пуштањето во сообраќај на 2-1 половина лента го зголемува ризикот. Дали е некој подготвен да потпише дека мостот е безбеден, да по него се одвива сообраќај, без при тоа прецизно да се утврди она што мора да се утврди во овој случај, тоа е веќе работа на личен став и однос кон струката, однос кон знаењето, па и некаков етички, односно морален однос кон граѓаните. А повеќе од еден месец нема одговор ниту кој го запали мостот. Обвинителството отвори предмет, но сторителите се уште не се откриени. Се преземаат действија за утврдување дали пожарот бил резултат на кривично дело предизвикано од одредено лице. По преземање на неопходните действија на лице место, обвинителството даде дозвола да започне санацијата на мостот. Останува да се чека, првенствено да заврши анализата која според Гаревски треба да биде готова до крајот на месецов. Потоа, што ќе биде потегот на градските власти. А скопјани може да се радуваат што почнуваат годишните одмори, што пак значи помалку сообраќај, а со тоа и помала потреба од мостот Беласица. Барем до септември.